Техниките при управување на мотоцикл се од голема важност, посебно ако добро се извежбани. Ова подразбира дека секој мотоциклист треба да ги познава техниките за справување во несакани ситуации. Тоа значи дека и во секојдневниот сообраќај морате да ги согледувате сите состојби околу вас и за истите да правите оделни вежби. Со повторувањата се градат инстинктите, а сите маневри преоѓаат во автоматизирана реакција при одредена ситуација. За да почнеме од основата, прво сетете се на вашето последно искуство возејки во густ сообраќај. Замислете си ги возилата кои ве обкружуваат, кои ви го намалуваат просторот, оние кои ви ја одземаат предноста и ви ја пресекуваат траекторијата на непречено движење. Потоа, обидете се да си создадете слика на околината, на брзината со која се приближувате до некои објекти. Сообраќајните знаци ви даваат многу значени информации. Обидете се да претпоставите кога ќе се изгасне зеленото светло и кому ќе му се отвори слободен премин на раскрсницата пред да ја завртите рачката за газ до крај. Обидете се да претпоставите како ќе реагираат останатите учесници во сообраќајот, што ќе направат пешаците, колку е лизгава белата лента на пешачкиот премин. Тие се посебно лизгави кога коловозот е влажен. Потоа, замислете ги возачите кои разговараат на мобилен додека возат. Тие мислат само на две работи – телефонскиот разговор и состојбата на патот пред нив. Не внимаваат што се случува околу нив. Имајте го тоа в предвид. Обидете се да ја претпоставите секоја можна ситуација и да го предвидите нејзиниот исход. Наблюдувајќи ги движењата на возачот преку прозорците и ретровизорите на нивните возила е одлична можност да се претпостават нивните ненадејни намери. Повеќето од нив нема да го сменат правецот на движење пред да ја мрднат главата лево или десно, иако прво нема да погледнат во ретровизорот. Ретровизорите на вашиот мотоцикл се од голема важност. Тие може да ви го зачуваат животот и во ситуација кога ви се идеално позиционирани со одлична можност за перцепција, не секогаш ќе ви ја доловат целосната слика зад вас, ниту на она што се случува странично од вас. Во сообраќајот секогаш потврдете ја сликата која ви ја дава ретровизорот со еден брз поглед преку вашето рамо. Сторете го тоа брзо, а ќе добиете поголема можност на внимание и поглед кон мртвата точка. Никогаш немојте да се најдете меѓу некое возило и излез од патот. Голем број возачи одлучуваат да се приклучат кон друга сообраќајница и со тоа да свртат десно во последен момент, не внимавајќи, убиваат недолжни мотоциклисти. Основното правило е многу едноставно. Никогаш немојте да возите од десната страна на некое возило, односно да се позиционирате на пат меѓу возилото и скршнување од патот, без разлика дали е тоа на десно или на лево, или пак станува збор за крстосница. Посебно внимавајте на таксистите кои секој момент може да запрат на десната страна за да земат некој патник, при тоа не внимавајќи на последиците. Во сообраќајниот метеж честопати мора брзо да реагирате и да запрете. Не треба да ја барате рачката на сопирачката во последен момент, туку секогаш треба да имате еден или два прста на рачката за сопирање. Врвот на десната нога секогаш да е блиску до педалата за задната сопирачка. Во тој случај, ако некој ненадејно запре пред вас, ви го попречи патот, нагло менувајќи насоката на движење, вие ќе бидете подготвени за брза реакција. Бидете забележливи. Бидете сигурни дека сте воочливи уште од далечина за пешаците и останатите учесници во сообраќајот, особено другите возачи. Возете со вклучено долго светло дури и преку ден, а кога ќе се приближите зад некого, тогаш исклучете го. Носете светла опрема, кацига и јакна. Навечер користете светлечки ленти со кои ќе бидете повпечатливи. Во сообраќајот секогаш возете во понизок степен на пренос од тоа што би било вообичаено за дадената ситуација. Бидете подготвени вие и моторот за брза реакција во даден момент за да ја зголемите брзината. Така ќе имате можност да избегате напред, наместо да морате да кочите кога некое бавно возило ќе ви го попречи патот. Исто така, високите вртежи и бучавата на машината ќе привлече внимание од околината кон вас. Кога возилата напред нагло ја намалуваат брзината, останете лево или десно од автомобилот што се наоѓа пред вас. На овој начин ќе си оставите можност за излез ако е потребно. Само вака ќе успеете да избегнете незгодата со возилото зад вас, кое не успеало да застане на време. Веќе стоите.
Ставете го мотоциклот во прва брзина и следете ја состојбата преку ретровизорите, бидејќи никогаш не се знае. Останатите важни правила за управување на мотоцикл во густ сообраќај ќе ги проследите во следното издание на Светот на сообраќајот.